Пред точно 6 години, на 16 мај 2018 година, започна да функционира Копче, социјално предпријатие во рамки на Црвениот крст на Македонија, односно Црвениот крст на град Скопје. Копче е место каде што секој може да донира облека, обувки и други употребливи предмети, а луѓето кои што спаѓаат во социјално загрозените групи може тука да купат од сите овие донирани работи по многу популарни и пристапни цени. По повод 6-тиот роден ден на Копче, екипата на Добро утро секое утро реши да ја посети нивната продавница. Христина, честитки за 6 годишнината до вас и до целиот тим што стои позади Копче. Што значи Копче за нашево општество и колку Копче придонесува за подобар и подостоинствен живот на граѓаните на нашава земја во изминативе 6 години? Најпрв ви благодарам многу за времето што го одвоивте да бидете на овој посебен ден за нас тука по просториите на Копче. Како што кажавте, веќе 6 години како постоиме, го славиме 6-тиот роден ден. Функционираме како социјално предпријатие во рамките на Црвен крст на град Скопје. Со тоа што можам да кажам дека сите овие години придонесуваме доста за заедницата во која што живееме. Копче како социјално предпријатие можам да кажам дека направивме многу позитивни промени во нашето општество. Придонесуваме со тоа што ние се стремиме да придонесеме за општество каде што секој граѓанин го вреднува она што го добива и секој граѓанин придонесува за заедницата во која што живее. Само заеднички можеме да бидеме еден позитивен пример за нашето општество, да се бодриме едни со други како да бидеме хумани и солидарни. Во социјалното предпријатие Копче можам да кажам дека освен тоа што се купува облека од втора рака, еден вид поддршка на нашето социјално предпријатие, поддршката може да биде и преку донирање на облека и преку волонтирање. Колку низ овие 6 години се менува свеста, но и навиките на луѓето во однос на донирање на гардероба и останати работи, но и оние кои што имаат потреба, колку се охрабри и се ослободија да доаѓаат и да купуваат во Копче? Секако можам да кажам дека сме на многу добар пат, дека направивме доста промени. Во почетокот на нашето работење, нашите статистики кои што ги бележиме, значи имаме 20 тони на донирана облека, каде што веќе во последните години и оваа тековна година веќе имаме над 120 или 130 тони на донирана облека. Тоа покажува дека добро влијаеме со тоа што го промовираме нашиот концепт на работење, нашата мисија и визија. Нашите цели кои што сакаме да ги постигнеме се познати за граѓаните и граѓаните даваат поддршка. Овој начин на функционирање не само што ја прави лесно достапна гардеробата за сите оние на кои што им е потребна, туку запазува еден друг момент кој што е директно поврзан со екологијата, а тоа е намалување на отпад кој што се создава во текстилната индустрија при изработка на гардероба, нудејќи можност едно исто парче гардероба да биде употребено повеќе пати. Ова е само една од останатите придобивки што ги нуди Копче како концепт. Така, со оглед на тоа дека ние исто така се залагаме и за зачувување на животната средина, можеме да кажеме дека со тоа што се купува облека од втора рака се намалува потрошувачката на природни ресурси кои што би биле потребни за да се изработи ново парче на облека. Значи секое парче облека кој ќе биде донирано може да предизвика насмевка и среќа за некое друго лице на кој што ќе му биде дадено бесплатно или лицето ќе си ја купи по доста ниски и пристапни цени. Што се може да се донира и на кој начин граѓаните може да донират, односно каде треба да ги достават своите донации? Значи, најчесто кога граѓаните ќе не прашаат што може да се донира, ние велиме се што вам не ви е потребно, но некој друг може да го искористи и да го употреби. Тоа значи дека може да се донира обувки, облека, постелнина, модни додатоци, детски играчки, книги. Значи, како што кажав, се што вам не ви е потребно, но друг може да го искористи. Сепак и потекнуваме на одговорно донирање. Значи тоа значи дека сето она што ќе биде донирано, да биде донирано од причини како што се сменет стил на облекување, сменет конфекцијски број слично, затоа што со сето тоа исто се намалува и самиот труд што треба да биде вложен за да се селектира таа облека и да биде доставена до крајните корисници и потрошувачи. Донациите, значи ние сме достапни во текот на работното време на Копче, тука немаме временско ограничување. Копче работи од понеделник
понеделник до петок од 9 до 5 и сабота од 9 до 2. Граѓаните може да дојдат, да ја посетат продавницата и да донираат. Доколку станува збор за донација која што е во поголем обем или погабаритна, замолуваме тоа да се направи во просториите на магазинот на Црвен крст, кој што се наоѓа во Момин поток и работи од понеделник до петок од 8 до 4. Исто така самите граѓани може да забележат и контейнери за донирање на облека, која што се наоѓа на 9 локации на територија на град Скопје. Тука сега апелираме, нели, кога ќе биде донирано, тоа да биде спакувано во помали кеси, за да може самата донација да биде пуштена во контейнерот за донации. Јас ви благодарам за одвоеното време и за информациите кои што ги споделивте утринава со гледачите на телевизија Алфа. Уште еднаш честите 6-тиот роден ден. Вам верувам дека веќе ви е јасно дека Копче е концепт кој што ги спојува и хуманоста, и екологијата, и достоинството и трудот. Па токму затоа ќе ве замолам и ќе ве потсетам да ги отворите вашите гардеробери и сето она што не го користите и што не го носите, а што е се уште употребливо, да го испирате, соодветно да го спакувате и да го донесете тука во Копче или во контейнерите на Црвениот крст ширум земјава. Ви посакувам убав остаток од денот, подсетувајќи ве дека раката што дава секогаш е рака на човек чие што срце е големо и срце секогаш ќе биде полно со љубов и со внимание. Токму затоа бидете хумани, донирајте и поддржете работата на Копче и на Црвениот крст.